Може да почнеме, добар ден. Јас сум Виктор од Саво Ракомет, може да ме знаете? Да? Нормално. А кои сте вие? Ајде представете ни се. Јас сум Погласте, тука ќе сте се озвука. Јас сум Ѓорѓе Николовски од Куманово сум. Пришол да подишкам. На која позиција си? Јас сум гол. Ти си голман. Јас сум Дамјан Митев, од аеродром тука од Скопје. Играм среден бек, лев бек, Волка Луј, нормално. Та, имам 18 години. 18 години. 17. 17. Јас сум Марин Крстевски, среден бек на Multi Essence, имам исто 17 години и живам во Карпуш. Во Карпуш. Клучно прашање и пред како почнавме да се подготвуваме беше зошто како сите нормални деца не се тренирате фудбал? Кој ѓавол ве тера да кој те натера да тренираш ракомет? Како почнува тоа едно дете у 21 век да тренира ракомет, а не фудбал? Ја тренираше фудбал. Ти? Ете го нормално дете. Јас ги пробав сите спортови, кошарка, фудбал, буквално све. И Марко отиде на ракомет, брат ми. Ау, ти кажа дека Марко ти идол еднаш Да. ми текна, да, и немаше ти многу опции таму. Немав многу опции, ракомет отидов и јас. И така почна љубовта за ракомет и сакав едноставно да продолжам со ракомет и еве се. Немаше друга опција. Нема. Ја исто тренирав една година фудбал, мислам нека Се нормални деца, во суштина. малце. И после тоа татко ми однесе на утакмица на Металург и ми текнува што беше во Борис А, Трајковски. во Бористрак. И така тогаш ми се засвиѓа спортот и тогаш на Металург да одам и на Вардар. Од следната година више имавме и сезонски карти цело време одев. И така, он ме однесе на утакмица и тогаш барав каде да почнам, кај има се тренирам, пошто мислам дека уште тогаш не беше развиено како што е Како што е денес. Да, и од тогаш почнав и сум до ден денеска со тоа. А ти на која позиција беше у фудбал? Исто голман? Штопер. Штопер. И поминува сите покрај тебе и кажеш батали овој спорт батали. Ја бев голман. Ја почнав на голман. За моја година играше штопер, за 2007 играше гол. Да? Да. И в кој момент се скрши фудбал ракомет? Исто време тренирав. Од Онодина сигурно, ако не го бива за фудбал, Долна на Има ракомет. две опции што. од 4 години почна с фудбал. Од 6 с рукомет, мајка ми била рукометарка и тренер почна да. И Соврски мајка ракометарка, ајде, баро, ќе се јави таму у клуб, слушај, овој дете, такој ли беше? И почна од 6 години исто време тренираше до 13. И тој више мораше да се одбере еден спорт и продолжи со рукомет. Мама ме натера, беше тој Чиста работа, така, рековме, нема... Ева, крија. Како е така? ме натера, па јас сакаше нормално. А, добро, добро. И продолжи, бесме и на КЛС кампови и Марино бие. Преку години што пред? 2018. Но, Много бе, се остареле вие? Одамна А ми викат младинци, има Стари тројца сме, младинци. Како изгледа да си тука меѓу овие 300 тиви, а таму се залетале овие двајца намрштени? Лудо ли е? Јас знаеш зашто те прашувам, пошто јас дома имам една голманка, 20 години, моментално е пензионирана, 6 месеци у пензија, и така да го пратев нели развојот нејзин, ќерка ми, како изгледа тоа голмани, секогаш ни вика, бе знаеш, тие голманите се малку има ли вистина тука? па, Истори, нивки ги Они прашали. Има, има. Има? Сега убиена кога бевме се покажа дека има. Дека има вистина. Историјата Дека вика дека да. има. Да. Ама овака мирен, културен, мајка Овака- му го донела на Па рака. исто и ние мислевме вака мирен кога видиш Да, култура како ја видиш света. така. А кај го се гледа вистинското свето? Усоблекувално? Па се облекувал на надвор, Во соба, надвор во од сала. хотел. Ова се вистински другари, гледаш? Јас само со ова беше убиен, они различни цимери. Ја на брачен разпирам. Сам. Ете ти предност на голман. Што ти е најмногу страв кога стоиш меѓу стативите? Што ти е најмногу страв? Не на тренинг, на надпревар. Надпревар. А веќе сте имале сите, да речем, важни надпревари во младенски, во кадетски за репрезентација. Во кој момент чувствуваш најмногу страв и од што ти е најмногу страв?
59-та минута да не примиш глуп гол. Не примеш глуп гол. А но вие у напад што име гајле. Ако промашат Гоманов ќе ги спаси. Дамјан, што ти е најмногу страфно направи? Па исто, последна минута на важен надпревар, например, ке знам Пелестер или Окрит, Вардар, ти квеш да направиш глупа грешка, да промашиш пас или да промашиш гол. Чекори да направиш. Или чекори да направиш, тоа е као почетничка грешка. А вие уствари као централни леви бекови сте најодговорни, така? Топката мора кај вас да оди. Немаш право многу на технички грешки. Немаш права технички грешки. На цела утакмица, не само кога се крши резултатот. Она крило ќе се жали, бекот не ми подава, пикерот вика топка неам. Најлесно има да ти. Најлесно е, да. Сега во кои екипи сте, кажете ми? Ти си мултиесенс во прв тим, така? И ти си мултиесенс прв тим. Играта е прва лига И младинска. и младенска лига. Ја, И и как кадетска. ти и кадетска. Еве 3 плати зима. Сега премини се. 3 плати да зимаш. Постигнуваш? А у школа одиш? Еве, как си беше Гага. Иду, само зависи, кога сам второ сменил, од 4 дека сум тренинг, за задни 2 часа искачам. Средна школа со уште? Да, второ бе. Втора година. Убаво има уште. Има. А те имаат разбирање во школата за тебе? Ти што викаш, мама ќе дојде ќе ме оправда. Па така е. Така е. Дамјан, Ја не јадам во школа. ти батали, готово. Да, Пензија. толку јас од школата. Од прва година така. Имаат и разбирање професори и све. Тоа е најбитно и се немам школа. За зимски распуст си таму. Да, за зимски распусти, за летен Лето распуст сум распуст, таму. да. Иначе вака. Маре? Па ја исто, мислам, имаат разбирање и на школа. Любители се на ракомет сега, поготово после светско првенство се имаше муабети на час нешто. Ама имаат разбирање, се прават комбинации, може да се постигне сега. Многу е тешко да се направи тој баланс на тренинг на високо ниво, подготовки, 3 селекции, 3 плати и школа. Дали кога зачекоривте овде, кога видовте вака сериозна организација, ви беше јасно дека веќе полека патиштата некако се определуваат? Или, например, кога ми беше Гоце Георгиевски гостин, го праша во кој момент ти сваќаш дека веќе си спортист, а не нели тренирам. Сите деца нешто тренираат, ама ти во еден момент од тоа тренирам, стануваш спортист. Дали го доживеавте вие тој момент дека веќе не сте оние деца што се тренираат, нели, него дека сте спортисти? Уште не знам. Има време. Има време На постари. на постари, да. Ја сватив тоа кога дојдов во Ти си мултиесенс. најстар? Да. Кога дојдов во мултиесенс, првата година сватив дека станувам професионален спортист и дека нема кога сакаш ти да си искочиш од тренинг, да не дојдеш на тренинг, туку мора секој ден да присуствуваш на тренинг во теретана, нема школа, не дојдов на тренинг, на школа сум. Мораш од некои работи стварно да се откажеш за да бидеш професионалец. А ја исто, јас сум од стартот тука на Алкалито 2021. Уште од самиот старт кога Се формира. се формира клубот, да. Буквално кога влегов во салат ми беше се јасно на кое ниво е сето ова. Како што кажа Дамјан, треба ти биде јасно од што треба да се откажеш. Имаш обврски кон клубот кој што треба да ги почитуваш, теретана, видео, пат и се друго, за да може Да постигнеш да резултат постигнеме некој нешто, што за тоа си што го тренираме замислил. цело време. Пример клучно кај вас младите е така нареченото искачање, така? Да. И сега тоа е сведено на минимум, на максимум е пуштено или најче. на ич, сведено на ич. Ред. Ретко. У Кумано? У Кумано може, никој не ме знае. Или се тренерите таму. Никој не ме гледа таму. Да. Кој ви е, ја за него знам брат му дека му е идол во ракометот, кој ви е некој ракометар што онака како низ годиниве, како што се развивате, си замислувате или си наоѓате сличности дека можеби најблиски сте до него? Па ја би го издел пример Стейнс, ПСЖ. Може да навике ради висината, стилот на игра, така да
гледаш некој со твои карактеристики, да се пронајдеш, Да, да учиш од него. И играчи Ти си викаш за 6 години го јадам, тука не. од прилика. Треба Така. да Сличности баш не, ама Штерби го гледав дека тоа е 2 метра джин. И убаво го гледаш само со постави, па со една рака, дека знае дека е таму со мозок да не прави се тоа. Може да. Интересно. Па, добро ги се ака идолија. Твојот најопиплив идол. Да, А? дома ми е. Дома ти секој ден. Го прашуваш? Цело време. За све си правиме муавет за ракомет. Кој ќе седнеме дома на јадење, на било што, цело време збориме и за ракомет. Ми објаснува каде сум сгрешил и на тренинзи, и на утакмици, зашто во последен период игравме заедно. За купот што го освоивме и пред тоа у плейоф утакмиците. Цело време игравме заедно. И после утакмица цело време ми кажуваше на грешките, каде сум требал да шутнам, каде треба да подам и такви работи. Интересно. Кај идоливе кога почнавме, мој идол беше Врањаш. Исто така карактеристики нешто слично, нели Балканец тука, нервозен, и ја например нервозен. И сега кога би играл ракомет би бил Врањаш. И сега вие го запознавте, така беше? Да. Уствари една од провокациите зашто разговараме денеска е да ни кажете малку за тоа искуство што го имавте во Виена, беше така? Да. Како стигна тој повик? Повикот беше уште пред 2-3 месеци, така. Се јавија од клуб, бидејќи ги контактирале од ДХФ, да дојдеме на тој настан, они како што го кажуваат камп, Респектор Талент, и да научиме нешто, да ги соберат. Колку играчи имаше и од колку земји? 30 играчи од 20 и Скоро цела Европа. Скоро цела. 21-2 земји, мислам. 30 играчи од Македонија, тројца 10%, значи не сме лоши. Добре сме, одлични. Колку време траеше сето тоа? Па тоа 3 дена траеше и цело време од сабајле до вечер имавме предавања со тие, со Врањаш, со Фин човек ли е Врањаш, бе, мене тоа мака ми е фин човек, добар. дилемата. Баш ја бев во група со него и ни раскажуваше за неговите почетоци, за како он правил во кариерата, како работел цело време правил теретани, работел по 3-4 пати на ден. Он сигурно и ова работел повише за истегање, Да. пошто малечек. И многу работа, многу напорна работа за да стигне до таму каде што е стигнал. Што ти остави најмногу впечаток во тие 3 дена? Пошто ти си голман, најтешко е тебе човек да те импресионира. Немаше друг голман. Немаше друг голман. Не, од играчи имаше, од ама играчи. збориме Од гостите немаше. Интересно беше да се дознае дека нема се време. Мора фул цело време да се. Дека кога останеш малце одна, има други позади групи. Значи нема забешавање. Некој одма чека за твоето место. Интересно. А ти кога отиде таму сигурен, ја голман на Македонија, на Multi-Essence, нема конкуренција. Цело време. Цело време има конкуренција. Кој друг беше од познативе, ја Врањаш си го запамтив? Ханс Линдберг. Ханс Линдберг, легендарно крило. Така крило беше? Да, Уште игра. Уште игра. Легенда. Витка Втичник беше. Виран Мороз Морос исто легенда. и Карлос Пријател. Да, така пет. А со деца овака се гледавте малце попреку, се знаете нешто? Па се запознавме таму. Од некој надпревари со некој се препознавте? Па имаше, да, од Полска, што игравме сега на Европското, Европското. со 2006. И имаше као повеќе деца, ама се запознаваш таму, шириш пријателство, све тоа, си правиш, си вршиш комуникација. Како гледаа на вас како играчи што доаѓаат од Македонија, немаше никакво... Не, немаше, све најнормално, не Пошто ние прифатија. на секоја утакмица се лути МХФ, нешто ни суда Да, погрешно, МХФ, нешто, некој пенал, нешто. Достоп викаме по нив, ама... Не, све е најнормално. Или многу, дека сме ние многу емотивни македонците, па. Си го сваќаме при срце се. Така, сте почувствували ли некојаш така судиска неправда, некој надпревар, ама ептен да ви извади од патики?
Па да, има повеќе на гости е тоа, нели? Ај кажи некоја сети се. А сега, дали треба? Дали треба? Дали сте да Ај кажам? после ќе ми кажеш мене. После снимање може. Да. Што мислиш ти за ова ново правило, кај што секој удар на голманот во глава е 2 минути? Не е малце престрого за... Топ. Не го му одговара. Одлично правило, а? Ако ми удри, ама не го Не. Вас ли се случило да го видите така? Да, ја мислам дека е коректно, бидејќи сепак онај голман треба да биде и заштитен и све. И голов не е мал, Да. така са, шутира негде, финта некоја напред. Бидејќи има некои намерно ќе ти ударат во глава, сега стварно од 6 метри. У глава да опогодиш, не иде, без контакт, без ништа. Или од пенал, што се добива директен црвен картон, е сосема окей. Вас двајца ве гледав нешто на... Еј, се ова го прескокнав, ова сакав да го кажам, ама го заборив. Значи сега, начално ве знам, нели ја пратам ракомет репрезентација, повеќе преку репрезентација ве знам, него пошто не стар и по друго ве знам. И се викам, ајке, нели, модерно сега да ги изгуглаш имињата на секого, нели, кој те интересира. И сега многу интересно. Гуглам Марин Крстевски, така? Излегува фудбалер. Гуглам Ѓорѓи Николовски, така? Тој што рипа по крст. Тој што рипа по крста. Кај ми се деца, бе, викам, мене е живи Дамјан Митев излезе, брат на Марко. Така пише, Да, брат и- на Марко. Мора па нешто да си позна. Многу беше интересно, а на Google, овој фудбалер, овој рипа по крст, викам, кај ќе одам јас, овие, кои ми се... Има само пиши ракометар. Добро са, advanced search. Секој се Да. Кај се гледате за едно 5-6 години во вашите кариери? Јас се гледам во Бундеслига некаде. Во некој клуб во Бундеслига. На позиција Лев среден. Лев Тука ама средина на табелата. аха, Не во врвот, не најдоле. во Мелсунген. Да. Ма на врво се бил свидетел. Пошто таму ќе имаш веќе еден човек што ќе игра. Па ќе видите. Познат. Можна и... Ова не смееш. Не требаш. Али што шпекулираат медиумите, не ние. да. Така? Они за повисоко шпекулираат. Да, они шпекулираат глупости. У Куманово, кафану да имам. Куманово, кафа. Рано да се каже. Рано да се каже, прав си. Али Барса, Па, и тој тешко. ја, 20 на година. да, рано. Нешто од него за 5 години ќе отпашам. Така? Он е помал за тоа. Да, он е најмал за Томарен. А сега тешко е да се прогнозира, мислам дека од Мислев дека рече Барса. тешко е да се прогнозира од оваа дистанца стварно. Никош не може да знаеш на кај ќе тоа не се патот. Може Онака некој сонче, некоја така желба. па сонот е дефинитивно Бундеслига, Бундеслига. како највисоко ниво на Најврвен Европски ракомет што се ракомет, игра. А кои ви се омилени клубови, ајде освен Алкалуит, Мултиесенс и Македонија? Мене ми е Магдалок. Магдален, Барса. Барса. Ја исто уживав Макдо да ги гледам. Пред ми се свиеше стилот на игра, кој што така еден играчи. Малце поразличен стил негува преходните година-две кога своја. Фуксе Белинци исто добра екипа. Фуксе Белин. Играат убав ракомет. Нив ги запознав кога гостуваа во Лига шампиони во Битол. Битола. И се сретнавме со нив. Со Милосављев. Со Милосавлев бевме да се запознавме. Марсенич беше Гитцел, беше некои интересни ликови, многу културни. Ова како вас, бе, културни, фини, знаеш, Да се нормални луѓе на нормални крајот. луѓе, да. Ние исто таму некоја просторија снимавме таму како соба за состаноци. Тренерот дојде, почна да си мести видео бим. Како нас направи? Някак разговарајте се. Многу интересно. Кои ви се следни настапи за репрезентација? Што ви очекува оваа сезона? Во лето мислам да немаме ништо. Вие ќе одмарате, мали? Со 2004. Сега имаме ЕХФ недела во март. Ќе видиме таму, не знам се уште со кој би требало да играме. И 2004 светско имаме во Полска. Тоа е она интересното сега. Да, Завчера се формира групата, вчера. да, Фарски острови, Фарски, со вајлд карта нели што да. влезе, Романија и Исланд. И Исланд. Интересна група. Да, Абе, ќе ги тепаме сите. нормално. Ќе ги тепаме. Марин, Па не знам. Чекаме следно што ќе искочи. што ќе излезе? Ако искочи ЕХФ недела некоја во тек на сезона. За лето мислам дека не.
ова лето, па Се може да се оди на одмор. Овој знам минатото лето не му треба. Немаше него. ништо. се среќававме подготовки со пионери, со кадети, уште со женска репрезентација што не беше. Тешко беше. Напорно. Напорно. Цело лето немаш ден одмор. Као сите нормални да искочиш, да отидеш на море, да опуштиш глава, едноставно цело тело, да си го опуштиш. Немаш. Имаше некоја повреда се во реца. Да, први ме фати десното колено менискусот, па после ме удрија нели со колено тука со Полска мислам дека беше. И така го игра второто првенство со 2006 со повреда и после морав да отидам на таа операција за чистење на менискусот. И сега би требало да почнам од сабота со такмици. Дали имаше некоја повреда ти во твојава кратка, ама богата кариера? Склоп само, ништо страшно. Уопче. Да, голманите се малце позаштитени. Ти си исто на удар таму, меѓу тројка и четворка, По меѓу контакт цело. двојка Ја и имав тројка. со прстот малце незгодна повреда, отиде на грешно место прстот, ама се врати после 2 месеца. Погрешен правец. Да, се врати. Мислам играв и така, ама малце ризик, ама се исплатеше, мислам нека. И последно прашање сега ќе ви поставам и после сакам еден пенал да штирам, ќе ми промешти. Многу ми е мерак пенал да штирам. А вие ќе ми покажете, пошто вие двајца сте, нели, Да. експерти за пенали. Каква ти е процент на реализација? Па На не пенали? знам. Лани мислам дека ми беше 75-80%. Мари? Па не знам, ја сезона малце помалце шутирам. Прошлата година шутирав повеќе. За пенали мислам дека добар беше процентот. Статистички не можам да ги кажам точно. Добро, ама, например, 70, 80, 90? Да, ја реков. 70-80 беше. А твојот процент на одбрани на пенали? На пенали. Да, онака, низ животот, како се чувствуваш за пенал, дека ти е слаба страна или јака страна? После. Послава страна. Добро, Искуство нешто. треба. Може. Дечки, фала ви многу. Ми беше мило што ве запознав. Ќе навиваме за вас наредниве години да сте здрави и живи, да не се повредувате, тебе да не те гаѓаат у глава. Да бидете пример за другите клинци што почнуваат да тренираат. Многу има деца што почнуваат, што повеќе одат кон ракомет, помалку на фудбал, ја за тоа навивам и се радувам. Тоа фудбал 2 сати трчаат, нула, мислам, срамота, човек. Нема За тие динамика. пари, Што нема, за тие пари што ги зимат. Нели? И статистиката му е комплетирал пасови, ни голови, ни асистенции, ништо. Ова е нашиот спорт е динамика, асистенции, голови, Тепање. цепелини, 6 тепели, минути. црвени картони, има многу динамика. Да сте живи и здрави, да бидете паметни, да тренирате, малци да фатите и со школата, не го оставате без зич. И ќе ве гледаме, ќе навиваме за вас и сега ќе пробаме по некој пенал да шутнеме.